Македонија за само 3 дена треба да ја добие првата жена председател. Инаугурацијата е во недела, на 12 мај, кога завршува мандатот на председателот во заминување Стево Пендаровски, а Гордана Силјановска-Давкова треба да даде свечена изјава пред собранието, пошто започнува да тече нејзиниот 5-годишен мандат, додека пак составот на новата влада. Доколку процедурите течат брзо и не се чека за крајните рокови, Македонија ќе добие нов премиер и министри кон првата половина на јуни, по нешто повеќе од 7 години. Македонија е во процес на менување на власта и тоа двоен, на законодавната и извршната власт. Според уставните и законските процедури, откако Државната изборна комисија со решение ќе ги потврди пратеничките мандати, следен на потеке до сегашниот председател на собранието Јован Митревски, тој треба да свика конститутивна седница најдоцна 20 дена по одржувањето на изборите, односно до 28 мај, пошто започнува да тече 4-годишниот мандат на новиот собраниски состав. Конститутивната седница ја свикува председателот на собранието од претходниот состав. Доколку не се закаже конститутивна седница во предвидениот рок, пратениците сами се состануваат и го конституираат собранието на 21-виот ден од денот на завршување на изборите. Иако пратениците не мораат да чекаат до 28 мај за конститутивната седница на 11-тиот собраниски состав, таков беше случајот повеќе пати во минатото. Новата председателка Давкова 10 дена по конститутивната седница на новите народни избраници. Уставот ја задолжува да го додели мандатот за формирање на нова влада на партиите со мнозинство во собранието. Ова најдоцна може да се случи на 7 јуни. Мандатарот во рок од 20 дена од денот на доверување на мандатот на собранието му поднесува програма и го предлага составот на владата. Владата, на предлог на мандатарот и врз основа на програмата, ја избира собранието со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Ако се чека да изминат сите рокови, Македонија ќе добие нова влада најдоцна до 27 јуни. Но имајќи ги во предвид изборните резултати, како и најавените коалиции помеѓу ВМРО ДПМН и малцинската вреди, новата извршна власт веројатно ќе биде формирана кон првата половина од идниот месец.